Последни вести денеска. Добро вечер. Вице-премиерот за добро владење Арбен Фетаи, кој веќе подолг период не се појавува на работа, денеска соопшти дека поднел оставка од функцијата и ја доставил до премиерот Христијан Мицкоски. Во објава на Facebook, во која што информира за оставката, Фетаи вели дека од функцијата заминува со крената глава и чиста совест. Тој изрази благодарност за укажаната доверба да ја врши функцијата вице-премиер за добро владење, но додава дека во сегашните околности повеќе не постојат неопходните услови за функцијата да извршува со потребната ефикасност и од тие причини се повлекува од должноста. Ова е добро смислена одлука, донесена со уверување дека во моменталните околности е најправедниот и најдостоинствениот чекор. Дали сум целосно задоволен со постигнатото? Секако дека не. Секогаш има место за повеќе и за подобро. Но дали работев со најголема посветеност да поставам цврсти темели на кои што може да се гради понатаму? Без двоумење, да, пишува Фетаи на Facebook. Премиерот Мицкоски попладнево во изјава за медиумите ја потврди оставката на Арбен Фетаи и најави дека реконструкцијата на владата ќе биде во текот на овој месец. Господинот Фетаи поднесе оставка, ќе биде, мислам дека на крајот на работното време денес ќе биде архивирана утре, така што, како што знаете, во јуни не очекува реконструкција на владата, така што ќе видиме, ќе разговараме со нашите коалициони партнери во рамките на владата. Се заблагодарува во оставката за работата со мене како претседател на владата, со колегите во рамките на владата, дека за него било задоволство и дека уживал и така натаму. Утре ќе биде истата ќе биде во јавноста објавена. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта од Сараево ја почна 5-дневната турнеја низ земјите од регионот, која што ќе ја заврши в петок со учество на самитот ЕУ Западен Балкан, што ќе се одржи во Црна Гора. Утре попладне се очекува да допатува во Скопје, каде што ќе има средба со премиерот Мицкоски. А главни теми на разговорите ќе бидат проширувањето на Унијата и постепената интеграција на регионот. This tour sends a clear sign. The commitment of the European Union to the Western Balkans is real as the opportunity for enlargement. In this time of global geopolitical uncertainty and economic instability, more than an opportunity, enlargement is a geostrategic interest for Europe. It is an investment in the peace, stability and security of our continent. For that reason, I'm also looking forward to the European Union Western Balkan Summit this Friday in Tivat, Montenegro. Ние сме свесни дека има спор за кој што треба да има достоинствено решение. Разликата помеѓу нашите претходници и нас е што ние го ставаме тој збор достоинство пред зборот решение. Не може решение да има по секоја цена. Примарното очекување е да се постават јасни институционални гаранции кон нас дека ова ќе биде последната пречка од билатерален карактер и второто многу суштинско прашање е прашањата на непримената на пресудите на Европскиот суд за човекови права од страна на соседна Бугарија. На тест ќе се стави и декларативната европска посветеност и на опозицијата, бидејќи владиното мнозинство де јуре во овој момент нема двотретинско мнозинство. Не можеме многу да очекуваме, а тоа се однесува на евентуално нови модалитети на проширувањето, промена на мнозинството за одлучување и така натаму. И мислам дека она што ќе го направи Кошта е повторување на или засилување на пораката дека вратата за Македонија е отворена преку внесување на бугарите во уставот, односно остварување на уставните измени и обврската од преговарачката рамка. Премиерот Мицкоски најави дека в четврток ќе има нов состанок со Европската комисија, посветен на реформската агенда, и ги отфрли обвинувањата на лидерот на СДСМ Филипче дека се доцни со голем дел од обврските. За жал, опозицијата денеска ја слушам како вели дека рокот истекал. Жалам кога политички аналфабети
се дрзнуваат да даваат такви коментари, бидејќи не е 1 јуни рокот, туку 30 јуни, тоа е елементарно непознавање, но тоа е што е. Од тоа што денеска го разговаравме со колегите, голем оптимиста сум дека и оние што се во грејс период, но и оние чии што рок за испорака завршува некаде крајот на јуни, најмалку 90% ќе бидат испорачани. Во четврток имаме повторна координација со Брисел, со господинот Гертијан Копман. Околу 10:30 е закажана таа конференцијска врска, така што очекувам местото на вистински фронтранери кога станува збор за испорака на реформите да го задржиме и во јунскиот извештај. Ова што нема никакво исполнување на чекорите е само доказ дека владата баре изговори зашто реформската агенда да каже дека не е исполнета. Па сега крив е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Не, господа, криви сте вие. ВМРО, криминалната група е крива, затоа што не работи. Се им стана битен изборниот закон, а овие други, над 30 кои што не се спроведени, како тоа ќе го објаснат? И за тоа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија крив. А ако сака заедништво и ако сака заедничка работа, зошто на сила го сменија законот за влада? Така како што само ним им одговара. Под притисок на јавноста, Агенцијата за храна и ветеринарство попладнево сепак ги објави млекарниците кои што продавале млечни производи со лажни декларации. Најголеми отстапувања има кај производители од Србија, а растително масло било пронајдено и во павлака со пиперка од една млекарница од Тетово. Граѓаните, сточарите и организацијата на потрошувачите бараат многу построги казни. Агенцијата за храна и ветеринарство ги објави резултатите од контролите кај 10 оператори, каде е утврден помал процент на млечна маст и протеини од наведениот на декларацијата, кај кашкавали, сирења, урда и павлаки, но и употреба на палмина маст во производи што се продаваат како млечни. Според податоците на агенцијата, најголеми отстапувања се утврдени кај ситното сирење од млекарата ПК Златибор од Србија, каде анализите покажале околу 92% помалку млечна маст од декларираната, како и кај урдата од млекарата Бела Фарм, исто така со потекло од Србија, кај која се утврдени речиси 80% помалку масти од наведеното на декларацијата. Кај млекарата Норд Милк од Тетово пак, во млечната павлака со пиперка било утврдено присуство на растителни масти. Во меѓувреме граѓаните реагираат дека ваквите случаи сериозно ја нарушуваат довербата во она што секојдневно и без размислување го купуваат од маркетите. Незадоволни се од висината на изречените казни кон операторите, кои се движат меѓу 1000 и 3500 евра. Сметаат дека контролите треба да бидат почести, а санкциите построги. Почести контроли, недоверба има, да, изгубена е довербата во све ова што се случува. Често пати знае да се најде на рафтовите храна со поминат датум и така натака. Да, тоа е вистина. Кога последен пат сте виделе вие или сте слушнале некои казни, например? Значи све е окей, све е идеално. Не е така. Пишува едно, добивате друг квалитет. Има лактоза, нема лактоза. Тоа им е така само проформа да се троши. По маркетите не им верувам, ама џабе ние читаме, шо ако читаме? Кога не е тоа што е. Дека се потребни повисоки казни за ваквите практики, сметаат и од Организацијата на потрошувачи. Оттаму велат дека единствениот начин граѓаните да бидат сигурни во квалитетот на производите е да можат да се потпратни информациите наведени на декларацијата, а во овој случај токму таа доверба била нарушена. Сметам дека треба да се покачат казните, дека треба да бидат повисоки, бидејќи во овој случај тие 1000 евра што се казнети производители, практично оние што произведуваат, за нив не значат ништо, бидејќи тие многу повеќе заработиле отколку што практично се казнети. Со реакција излегува и сточарите, кои велат дека со месеци предупредувале на сомнежи за употреба на палмино масло во млечните производи. Според нив, намалената побарувачка за сурово млеко е дополнителен показател за ваквите практики. И од Агенцијата за храна и ветеринарство и министерот за земјоделство Цветан Трипуновски уверуваат дека засилените инспекцијски контроли ќе продолжат и во наредниот период и дека сите проблематични производи биле повлечени од продажба и уништени. Толку во вечерниот преглед. Пријатно.